Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Здруженијето Храбро срце бара поголема финансиска помош од државата за трансплантација на органи. Древните центри за лицата со попреченост треба да бидат под државна капа. Лила Карамфиловска е прогласена за најдобар наставник во регионот. Деветнаесетгодишна девојка од Тетовското село Жилче е уапсена на Охридскиот аеродром. Трамп најави дека во сабота ќе присуствува на повторното отварање на катедралата Нотр-Дам во Париз. Ги погледнавме кратките најави. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура до 7 степени Целзиусови. Во вечерните часови во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе има појава на магла и свежо време. Во среда во западна, централна, североисточна Европа, како и на Апенинскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Во областа на Алпите, како и во крајните североисточни предели со врнежи од снег. Во останатите делови од континентот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Утре на поголем дел од Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Локално во централните, јужните и западните предели ќе има услови за слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе достигнат од 5 до 14 степени. Во Македонија во среда во утринските часови по котлините ќе има појава на магла. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови се услови за сосема слаби и локални врнежи од дожд. Минималните температури ќе се движат во интервал од -3 до 6 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 4 до 13 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во попладневните часови се услови за слаб дожд. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и со температура до 6 степени. Во петок во утринските часови врнежите ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува умерено облачно време. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 9 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените.
Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Реакција на Националното здружение Храбро срце. Велат потребна е поголема финансиска поддршка за програмата за трансплантации. За 2025 година за трансплантации на органи и ткива предвидени се само 9 милиони денари. Националното здружение Храбро срце устро реагира на предлог буџетот за 2025 година. За трансплантации на органи и ткива се предвидуваат само 9 милиони денари. Пациентите се жалат, велат потребна е поголема финансиска поддршка за програмата за трансплантации, да се даде шанса за живот на повеќе пациенти. Разни маргинализирани групи се даваат 90 милиони денари за превенција од болест, односно за купување на презервативи, лубриканти и други средства за сексуално општење, а една голема група на пациенти кои што не по нивна причина и не по нивна волја се нашле во една тешка состојба да им треба орган за трансплантација, а целата програма за трансплантација е финансирана со 9 милиони денари. Храбро срце со години барају ослободување од партиципација. До сега не сме ослободени од плаќање партиципација, но последните разговори со представниците на владата и на Министерството за здравство укажуваат кон тоа дека од 1.1.2025 година ќе сме ослободени од плаќање партиципација за здравствени услуги кои што не вклучуваат лекарства. До пред 4 години буџетот за трансплантации на органи беше 10 милиони денари. Наместо да расте, оваа ставка се намалува. Дневните центри за лицата со попреченост значат живот за штитениците и за нивните семејства. Нивното функционирање треба да биде стабилно и финансирано од државата, сметаат стручните лица и родителите на лицата со попреченост. Започнувајќи од 1992 година, на 3 декември општеството се подсетува на правата на лицата со попреченост и дека треба да градиме одржлива, инклузивна и праведна иднина за сите. Меѓународниот ден на лицата со попреченост беше одбележан во Дневниот центар Зраци во Охрид, кој постои 25 години. Дневните центри за лица со попреченост треба да бидат под државна капа, со цел да се обезбеди нивно сигурно и стабилно функционирање поради огромното значење во животот на штитениците и нивните семејства. Ова беше истакнато денеска од родители и вработени во Дневниот центар Зраци, кој на Меѓународниот ден на лицата со попреченост ги отвори вратите за сите граѓани и организации кои сакаат да се запознаат со центарот, кој за 15 на штитеници е втор дом. Орхидеја Топенчарова, родител на дете со попреченост кој го посетува Дневниот центар веќе 23 години, кажува дека незината ќерка е задоволна и среќна тука, зашто изразува голема благодарност на вработените дефектологот Зоран и социјалниот работник Евица, за кој вели дека се максимално посветени на децата. Гледате и сами, насмеани, ведри
свои на своето, како сите што сакаме да си бидиме, што си имаме свој круг на пријатели, така и тие се пронаѓаат тука. Дневниот центар лично и за нас, и за нашите деца значи живот. Тие си се пронаѓаат во својата средина, а ние за нас значи 8 сати време, дали ќе се посветиме да оствариме да одиме на работа или да се посветиме на себе си, бидејќи проблемите што се соочуваме со децата веќе се ги гледате. Се работи за деца од тешка попреченост, кои се веќе возрастни и за кои сакат посебна нега. И родителите и вработените возраци задоволни се од поддршката која ја добиваат од локалната самоуправа, која одвојува средства во буџетот за плати на двајцата вработени и одредени потреби и режиски трошоци. Сметаат дека ваквите дневни центри треба да бидат финансирани од државата и децидни се дека не сакаат нивното функционирање да зависи од одредени проекти, бидејќи сметаат дека тоа не е одржливо на долг рок. Факт е дека овој проблем треба да е под државна капа. Решението, затоа ви викам, ние сме имали среќа, имаме локална самоуправа која што константно, што не е нивна законска обврска во овој момент. И сега замислете, 10 години уназад, ние ако немавме поддршка од општината, дали ќе министерство или ќе локална самоуправа, тој во крајна линија и не е битно, али не проект. Не проект кој што би траел година. Ние сме 25 години овде и многу проекти поминав. И најдолгиот проект заврши во и 5 години да е проектот, тој ќе заврши. И што после 5 години? Започнувајќи од 1992 година на 3 декември, општеството се потсетува на правата на лицата со попреченост и дека треба да гради одржлива, инклузивна и праведна иднина за сите. Во Охрид многу е променета јавната свест кај граѓаните во поглед на грижата за овие лица, вели дефектологот на центарот Зоран Костадиновски. Реално ако гледаме, од почетокот до денес тоа се два различни света. Значи, во почетокот пред скоро 25 години, стварно беше новина за сите. И за родители, и за граѓани, и за нас како стручни лица. Во цел овој период, може би, социјално гледано, се постигна и најголемиот успех, а тоа е промена на јавната свест кај луѓето за овие лица, дека се наши граѓани, дека постојат во општеството и дека им е потребно внимание. Дневниот центар Зраци започна да функционира во станот 40 метри квадратни, а последниве 15 години е сместен во простории во Основното училиште Братство и единство. Центарот го посетуваат 15 наштитеници во период од 8 до 16 часот. Тука штитениците имаат секојдневни активности како цртање, слушање музика, учат секојдневни животни вештини како готвење, одржување на просториите, како би биле што е можно посамостојни во својот дом. Одат на прошетки и екскурзии, а заедно патуваат и на годишен летен одмор. Заедно слават родендени и празници. И меѓународниот ден на лицата со попреченост го одбележа онака како само тие знаат, во топла атмосфера како едно семејство. Оделенската наставничка Лила Карамфиловска од Основното училиште Свети Наум Охридски од Пештани е прогласена за најдобар наставник во регионот. Одделенската наставничка Лила Карамфиловска од Основното училиште Свети Наум Охридски од Пештани е прогласена за најдобар наставник на 7-та регионална конференција на најдобри наставници, директори и образовни лидери во регионот, која се одржа во Велика Горица, Хрватска. На конференцијата присуствувале повеќе од 200 наставници од Босна и Херцеговина, Србија, Македонија, Хрватска, Црнагора и Словенија. Македонскиот тим од 45 просветни работници се вратил дома со 2 нови полноправни членови на асоциацијата, 7 признанија за најдобри наставници, 1 признание за најдобар директор, 3 признанија за најдобри штандови на сајмот на образование и признание за најдобар амбасадор. Со големо задоволство и гордост ќе го понесам ова признание за најдобар наставник во регионот од Асоциацијата на најдобри наставници и лидери во регионот, вели одделенската наставничка Карамфиловска. 8-та регионална конференција на најдобрите наставници, директори и образовни лидери во регионот ќе се одржи во Охрид.
19-годишна девојка од тетовското село Жилче, која требало да патува за Виена, е уапсена на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Во нејзината торба биле пронајдени 9 куршуми за пиштол со калибар 7,65 мм. Вчера утро околу 7 часот и 20 минути на граничниот премин аеродром Свети Апостол Павле во Охрид, на излез од државата, полициски службеници лишија од слобода 19-годишна девојка од тетовското село Жилче. При преглед во незината торба на рентген апарат биле пронајдени 9 куршуми за пиштол калибар 7,65 мм. Увид на местото извршија полициски екипи и по целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава. Министерството за внатрешни работи ги подсетува граѓаните дека краен рок за промена на возачките дозволи со старо уставно име е 31 декември оваа година. Министерството ги повикува сите граѓани кои се уште имаат возачка дозвола со старото уставно име да ја обноват својата возачка дозвола до истекот на рокот со цел да не се создаваат непотребни гужви. Потенцираат дека сите капацитети на Министерството и шалтерите на управните служби функционираат во полн капацитет и можат да ги услужуваат граѓаните за навремено да ги заменат своите возачки дозволи во редовниот рок, без никакво доцнење и гужви. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Израел утрово извршил воздушни напади врз Либан, при што загинале најмалку 11 лица. Либанската милитантна група Хезболах истрелала низа проектили како предупредување против, како што велат, израелското прекршување на примирието. Израелската војска соопштила дека овие напади ги извршила врз терористички цели во Либан. Израел и Хезболах постојано разменуваат обвинувања за тоа кој го прекршил 60-дневното примирие кое со подсредство на Франција и САД беше постигнато минатата недела. Председателот на Либанскиот парламент го обвини Израел дека во изминатите неколку дена повеќе од 50 пати го прекршил прекинот на огнот, а за Хезболах ова било прв пат да ги нападне израелските сили откако стапи на сила примирието. Виетнамскиот врховен суд ја потврдил смртната казна за Труонг Мај Лан, тајкунката со недвижности која беше обвинета за проневера на 12,5 милијарди американски долари преку голема банка во Хошимин, главниот град на Виетнам. Лан на судењето се изјаснила како невина и барала смртната казна да ја биде заменета со доживотен затвор. Судијата од Високиот народен суд пресудил дека случајот носи исклучително сериозни последици и дека нема основа за намалување на смртната казна. Сепак, според виетнамскиот закон, таа би можела да избегне смртната казна ако успее на државата да ја врати најмалку 75% од имотот, односно сума од повеќе од 9 милијарди американски долари. Националната акција за борба против корупцијата, наречена Запалена печка, резултирала со апсење на бројни функционери и членови на бизнис елитата на Виетнам. Заедно со Лан биле осудени уште 85 лица по разни обвиненија од подкуп, перење пари, злоупотреба на моќ, присвојување, прекршување на банкарскиот закон и друго. Околу 780 камиони со хуманитарна помош чекаат на преминот Карем Шалом помеѓу Израел и Газа, соопштило израелското воено тело кое се занимава со испорака на помош на палестинската територија. Меѓународните организации вчера презеле само 43 камиони со помош, објавил Times of Israel, а 138 камиони со медицински материјали, опрема за засолништата, уреди за прочистување на водата и брашно влегле во Газа во неделата. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации соопштила дека ја прекинала помошта преку пролазот Карим Шалом поради грабежите од страна на вооружените банди во Газа. Израелската војска изјавила дека нападите врз конвоите за помош и грабежите се постојан проблем во Газа, велејќи дека нападите били извршени од страна на милитанти на Хамас и познати криминални групи. Трамп најави дека во сабота ќе присуствува на повторното отварање на обновената прекрасна историска катедрала Нотр-Дам во Париз. Ова ќе биде прво патување на Трамп во странство откако победи на претседателските избори во ноември. Катедралата за прв пат ќе ги отвори своите врати за верниците и посетителите откако беше оштетена во големиот пожар кој се случи пред 5,5 години. Церемонијата на отварањето ќе биде под силно обезбедување, бидејќи се очекува да присуствуваат околу 50 шефови на држави и влади, пишува Associated Press. Обновата на Нотр-Дам ја финансирале донатори од 150 земји и истата чинела скоро 700 милиони евра. Ова е се во првиот дневник на ТВМ.
Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.